Гости во ова издание на емисијата Инфорегион се двајца влюбеници во природата и ентузијасти од Прилеп, тоа се господинот Диме Велевски и Дарко Недановски, кои што беа дел од организацијата на една акција за пушмување, која што пред 2 недели се одржа во дворот на манастирот Свети Димитрија, кај прилепското село Селце, кога и се засадија 500 садници. Повод за денешното нивно гостување во ова студио на Инфокомпас е тоа што за овој викенд е најавена втора акција за пушмување, но овој пат со 10 пати повеќе садници, односно е предвидено да се засадат 5000 садници. Господине Велевски, Недановски, добре дојавте во ова издание на Инфорегион. Разговорот ќе го започнеме со господинот Диме Велевски, кој што на еден начин беше иницијатор и донатор на тие 500 садници кои што беа засадени во текот на таа прва акција која што е спомнав пред 2 недели. Како, уште неш да повториме, се роди таа идеја кај вас, таа желба да се организира една акција од граѓаните за градот после полуг период? Привидејќи сум како дете растен во природа, мојот татко беше ловџија и ме учеше да бидам близок со природата. Но со текот на годините, посебно изминатите последни 20 на години, гледаме како се повеќе и повеќе шумата, наместо да е гледаме ние, таа се повеќе се ништи. Таа немоќ или не знам како институциите решиле да ја надокнадиме преку друг начин, пошто не можеме да спречиме сето тоа, барем че будеме од друга страна, кај што ќе го амортизираме на тој начин што ќе засадуваме се повеќе и повеќе. Ова акција навистина допре до голем број на прилепчани, кои што беа дел од истата, имаше навистина една масовност. Првиот план, кога идејата се роди, јас имав замисла да садиме негде околу 1000 до 1500 дрвца. Се консултираме со Дарко, но не знаев како ќе биде одзивот на сето тоа. И за чудо одзивот беше феноменален и јас им благодарам на сите оние кои што присуствуваа на првиот пат. Се надеваме дека во недела ќе бидат во многу поголем број и ќе засадиме многу повеќе дрвца. Рековме се засадија 500 садници, што не е мала бројка. Дали односно, каков е начинот да се организира една ваква акција? Лесно е или сепак бара поголеми вложувања, поголем труд, да се обезбедат сите потребни средства, но и човечки ресурси да се засадат садниците? Доколку одредени луѓе ги прашуваш, вика многу тешко, јас велам дека е многу лесно. Видејќи, како што е познато во времето околу манастирот, сето беше багрем. Јас сакам да се возобнови тој багрем и една садница е доста ефтина, значи околу 8 денари едно парче. Така да луѓе има заинтересирано кои што сакаат природата да биде она што треба да биде и да не биде пустина. Излегува. Значи со еден повик се јавуваат. Значи не е тешко. Колку е потребно обновување на тој шумски фонд? Кај нас спомнавте тоа дека целиот тој предел околу манастирот порано беше пошумен со багрем. Јас се сеќавам кога бевме деца, од мостот некаде кај реката па се до манастирот беше шума. Манастирот не се ни гледаше од шумата, а сега да не се тие борови што се во позади манастирот, па не би имало ниту дрвце. Па затоа се ние ќе се трудиме тоа што избега багремот нагоре да го вратиме надолу. И да биде повторно во она слика која што беше пред 30-40 години. Тој багрем повеќе избега надолу на кај градот, не нагоре. Па не, имаше нешто околу манастирот, лево десно. За жал доста уничти и пожарите во последно време. И се надеваме со Дарко колку што можеме. Првично гледаме да го посадиме во кругот на манастирот, а сега да прошируваме околу кругот и да биде што помасовен багремот. Недановски, вие како тимот на Златоврв, познат помеѓу прилепчани, кој што помага во повеќе ситуации, така и во оваа ситуација која станува збор за спасување на нашата животна средина, исто така бевте активни и зедовте дел од учество на оваа акција. Сега најавувате нова акција со засадување на 5000 садници, односно благодарение на акцијата која што чиј иницијатор беше господинот Диме, се јави скопјанец по потекло од Прилеп, кој што стапи во контакт со вас и е донатор на овие 5000 садници. Дали може да ни кажете нешто повеќе околу целата оваа ситуација? Така, најпрво би изразиле голема благодарност и поддршка до сопственикот на МЗТ Пумпи, господинот Љубен Митерски, кој што после прилогот на
инфокомпас кој што беше нели на социјалните мрежи, не стапи во контакт со нас и изрази голема поддршка за да направиме уште една поголема акција. Секако, ние како тим се сложивме, веднаш се консултиравме со Диме, започнавме со план и реализација за што е можно побрзо да успееме да реализираме оваа акција. Сега засадуваме, поточно имаме донација за 5000 садници, која што е и 10 пати поголема од минатиот пат, но секако тоа нема да не спречи, баш напротив не мотивира, бидејќи покрај вакви акции има луѓе кои што се уште сакаат да допринесат на било каков начин, луѓе кои што се хуманисти и кои што се грижат за животната средина, за во иднина да бидеме уште подобар и позелен град. Дали донаторот на садниците ќе биде присутен во недела тука во Прилеп? Да, секако дека ќе биде со своето семејство. Како ќе тече самата акција? Како е планирано да биде организирана? Веќе објавивте и настан на социјалните мрежи кои што може да го видат гледачи. Така, веќе споделивме на социјалните мрежи и ги покануваме сите оние слободни граѓани во недела да ни се приклучат, сите планинари, рекреативци и љубители кон природата, да дојдат и да засадат барем неколку дрвца, бидејќи тоа е иднината и тие се нашите бели дробови, кои што ќе дишиме во иднина. Ова акција исто започнува како и минатата во 10 часот, каде што ќе бидеме распоредени во неколку блокови, бидејќи станува за поголем број на садници. И сите групи ќе бидат распоредени според своји точки на задачи, каде што ќе го извршат пошумувањето на дрвцата. Рековме станува збор за 5000 садници, навистина на импресивна бројка, но која што бара исто така голем број луѓе кои што би ги засадили листите, дали веќе се имаат пријавено одредени групи, ентузијасти, влюбеници во природата, планинарски друштва? Да, веќе имаме контакт и веќе имаме одреден, мислам, го започнавме списокот за пријавување и стварно имаме поддршка од граѓаните, се со цел да ги насадиме што е можно сите, нели, дрвца. Рековме ќе се сади во близина на манастирот, каде што се одвиваше првата акција. Во кој дел поточно, дали се знае? Веќе продолжуваме од делот кај што го насадивме, тоа е нели одма баш во дворот покрај манастирот, само ги продолжуваме нашите садници кон боровата шума каде што е изгорена во тој дел. Господине Велески, дали после 2 недели го имате посетено местото каде што се засади овие 500 садници и како изгледаат тие? Да, го посетив местото, видов дел од садниците кои што се успешно фатени, но би се надоврзал на нешто за како одекна сето ова со пошумувањето. Јас пред некој ден имав и повик од Швајцарија, каде што друштво на македонци кои што се потекло од Прилеп, се организираат и се најави нивна помош финансиска за да го продолжиме да го пошумуваме овој дел околу Прилеп и Прилепска. Кога би се реализирале тие иницијативи? Дали ова година или во текот на пролетта? Па тоа би било во наредната година, но исто вчера имав и разговор со други лица овде како што исто најавија по неколку илјади садници да донираат и тие. Тоа е одлично што на еден начин вие бевте тој иницијатор кој што ги натера прилепчани не само од овој град, него и од диаспората да донираат средства како би се вратиле повторно, како што кажувам, белите дробови на нашата општина, на нашиот град, на нашата држава. Па да, има доста луѓе кои што сакаат на разни начини да помогнат и веќе пополека се вклучуваат. И исто имав и повик од еден господин кој што има сопствен автобус и се понуди за воиднина да возможи за превоз. Кога имаме на некоја подалечна дестинација, каде што е подалеку, да речеме, со Божја волја, напролет да го пошумиме просторот околу манастирот Света Петка во Лениште. После околу Алинци, џубриштето, сепак ќе ствариме контакти со надлежните од општината да видиме каде може да се насади сето тоа. Значи сепак како една неформална граѓанска иницијатива веќе имате план и во наредниот период каде би се пошумувале овие садници кои што би се донирале. Да. Контактите се секојдневно, ни пристапуваат граѓани, ни пристапуваат и одредени лица кои што се на одредени позиции нудат помош, па да видиме како ќе испадне но гледаме дека веќе со овие 5000 садници бев некако иницијална каписла која што активира еден настан и
нема тука да остане. Недановски многумина го знаат како раководител на спасителната служба од Прилеп, кој што има помогнато на голем број наши граѓани кои што се нашле на начин во неволја кога се наоѓаат во природа, во планина, но исто така можеби малкумина не знаат дека вие од предизвесен период сте дел од, слободно можам да кажам без мала скромност, прилепските херои, односно член на ТПП Прилеп, кои што секојдневно го изложувате вашиот живот во опасност за да спасите друг. Оваа година имавме голем број пожари како во урбана, така и во рурална средина, односно надвор во природа. Пожарите се еден од факторите кои што ги уништуваат шумите. Како беше ова лето? Оваа година, ова лето имавме доста пожари скоро во сите краишта во околината на Прилеп. За жал, голем дел од пожарите се и свесно подметнати, поради негрижата на соодветни луѓе, локалци кои што се наоѓаат во тие места, села и не грижата за свеста за зачување на природата и шумите. Како дел од противпожарната единица на Прилеп, кој е вашиот апел кон граѓаните, кон мештаните во населените места, кои што на некој начин кажавме и сами дека човечкиот фактор е главна причина за овие пожари кои што ни се случуваат, а со тоа се уништува огромен шумски фонд кој што за да се поврати би требале можеби децении, 30-50 години да се врати таа шума назад. Точно, баш така, за повратување на едно дрво се потребни минимум 30 на години, за да се промени вегетацијата и 40 до 50 години. Зборуваме за големи површини на падини, на ридови кои што треба да се промени, да израсне таа вегетација. Апелот е секогаш да се грижат, бидејќи секако мораме да ги поздравиме и луѓето кои што се стварно кои што ги почитуваат и се грижат за околните шуми и пасишта, но секако тука се и оние кои што свесно им наштетуваат. Веќе има покренати иницијативи од државните институции и од сите службеници кои што имаат овластување да постапуваат при такви работи, но некако се уште нема доволна реакција за да се зголеми свеста кај тие луѓе, да започнат со грижа, а не со наштетување на шумите. Да, навистина е потребно зголемување на екосвеста кај граѓаните да престанат да ги подметнуваат тие пожари, затоа што со тоа губиме сите. Исто тука е еден негативен тренд што ни се случува со децении наназад и дрвократството. Ја би рекол, еве вакви ентузијасти како вас и 500 акции да организираат по 5000 садници, џабе ќе ни биде ако продолжи кражбата на дрва со овој интензитет кој што 30 години се случува наназад. Да, тоа е веќе долг период што не мачини многу нас граѓаните на Прилеп, бидејќи е, баш како што спомнав, 30 години период кој што континуирано и се повеќе и повеќе се сече шумата и дрвократците се ги има во поголем број и се повеќе во атарите, добро кои што ни се познати во планините на Прилеп, ги снемуваат тие дрва. И тука сепак најмногу има одговорност државните институции и мораат да преземат и ригорозни мерки за да се заприва. Господин Велески, во една прилика спомнавте дека колку што се криви дрвократците, толку се криви граѓаните кои што ги купуваат тие крадени дрва. Па да, тоа е моје размислување, бидејќи доколку не се откупува крадено дрво, тоаш на кого би продавале тие? Со самото тоа поттикнуваме дрвократството да биде во се поголем број, се поинтензивно. И тие групи се повеќе организирани, го заплашуваат народот, доколку некој им се спротивстави, често пати е физички нападнат. И мислам дека нема да оди баш уште долго време, бидејќи народот ќе почне да се организира самиот и да се брани. Прво да се брани околината, нивните забели да си ги бранат, пошто 20-30 декари забел некој влегува, му го штетува, што значи финансиски е народот, покрај белите дробови финансиски. Така да народот е потиштен на некој начин, привидичи не е заштитен како што треба. Надлежните, за жал, не се тоа што треба да биде на нивото. Плюс граѓаните што поттикнуваат дрвократство да биде се поинтензивно, тој проблем скапа го плаќа. Да се надеваме дека тоа уништување на шумите конечно ќе престане. Еве Македонија пред неколку денови беше и потписник на еден договор на светско ниво
до 2030 година да запре уништувањето на шумите, да се надеваме дека ваквите акции кои што ги организирате вие, дека ќе бидат еден поттик со таа иницијатива да се започне уште сега, 10 години порано, а не да чекаме секогаш крајниот рок па да започнеме со некакви иницијативи. И еве за крај на ова интервју, кој ќе биде вашиот апел до Прилепчани, прашање до двајцата кој што ќе го патите во иднина, како да се чува шумата, но и конкретно за оваа акција која што ни следува во недела. Јас би ги поздравил сите Прилепчани, но би ја поздравил секој еден граѓанин на нашата република, кога излегувате на излет или било кога, земете однесете едно дрвце, две, засадете ги. На секој излегување, или илјадници луѓе излегуваат во природа за време на викенд, тоа се илјадници дрвца насадени. Ако ние секоја недела, барем во есен, од месец и пол, засадиме по едно дрвце, тоа се многу дрвце. Но кога засадуваме, не па да оставаме џуре, не да оставаме стаклени шишина кои што предизвикуваат и добар дел за пожарите да има. Значи да се трудиме што повеќе и помасовно да излегуваме, да и помогнеме на природата. Таа ни дава се, а ние ништо не се. За жал. Недарамски, кој е вашиот апел кој што го паѓате до граѓаните, до Прилепчани? Јас се согласувам со се што кажа со Диме, да го почитуваме законот на природата и да ги учиме младите кон подобра иднина за грижа на шумите, за грижа на екологијата и животната средина. Секако да ги поканам сите оние рекреативци, слободни граѓани кои што можат да дојдат во недела, да се приклучат на акцијата, да бидеме уште побројни и секако наредните акции да ги засадуваме уште повеќе дрвца. И уште еднаш би сакал да изгледам голема благодарност до сопственикот на МЗТ Пумпи, господин Љубен Митрески, кој што ни овозможи и донираше за оваа акција да биде успешна и секако да биде еден пример како треба да се грижиме за секој граѓанин со своји средства или присуство или физичка работа, да можеме да помогнеме сите заедно за да имаме подобар и позелен град. Еве често пати присутни сте во странство на голем број обуки, семинари. Каков е односот на граѓаните на тие држави кон природата, каков е нашиот? Многу имаме голема разлика, за жал. Секако тоа е во негатива, мораме да го кажеме тоа. Свеста со европските земји, па дури тука што се блиските на Балканот, за разлика од нас е многу голема разлика. И многу е жално што нашите суграѓани или дел од тие што знаеме дека нешто правеле, кога се таму ги почитуваат сите закони, а тука кај нас се баш спротивното, не се почитува ништо. И мораме покрај вакви иницијативи најпрво од граѓаните да почнеме, бидејќи видовме дека за жал државните институции не преземаат некои сериозни чекори како да се справиме со овие проблеми кои што се, како што спомнавте, веќе 30 години, и затоа почнуваме превентивно преку вакви акции, пошумувања, примери, обуки, семинари да ја зголемиме свеста и секако да бидеме пример за најмладите, бидејќи тие се оние кои што продолжуваат да се носат со овие проблеми, а секако тоа треба да се реши. Недарамски Велески, ви благодарам за ова гостување и за ова интервју. И ние ви благодариме за што допринесовте за сето ова да се прошири надалеку. Ви благодариме. Еве и апел од редакцијата на Инфокомпас до сите оние Прилепчани кои што се во можност, се слободни оваа недела во 10 часот, одделете дел од вашето време, можеби не, ако не можете цел ден, тоа нека биде 1 час, 2 часа, дојдете во 10 часот кај манастирот Селце, сите заедно да засадиме барем по 1 до 2 дрвца, а со тоа ќе си ја засадиме и нашата иднина. Мои гости беа господинот Дарко Недановски и Диме Велески, а со други информации се гледаме во наредното издание на емисијата Инфорегион.